Денес сакам да зборувам за едно многу интересно прашање. Што би направил ако би почнал од почеток? Во 2017 почнав да учам за видео и започнав без камера, а денес снимам за многу музички артисти, компании, инфлуенсери и што уште не. Самиот јас сум ви доказ дека вие може да успеете ако доволно сакате. За малку да ви помогнам, би ви споделил неколку совети кои јас лично би ги направил денес ако почнував од нула. Така да пред да почнеме, ставете субскрајбче долу, стиснете го тоа звончето што дава нотификации и следете ме. Прва работа што би ја правил ако би почнал одново е тоа што би нашол некој да ме учи, односно ментор или место каде што можам да научам, без разлика дали е тоа фотостудио, видео студио, општо ова како правило служи во секојдневниот живот, без разлика дали е платено или не е платено. На почеток почнете да учите од други. Залепете се на некој ментор и не му давајте да дише, учете од него или неа, или како иде. Број 2. Не би купил скапи глупости, односно скапа опрема, заради тоа што на почеток уште немаш појма како да снимаш, а не па да вложиш многу пари во камера, заради тоа што класично е кај нас, леле ми треба скапа камера за да почнам со работа. Не, ти треба да научиш да работиш со светла, да научиш да направиш композиција, да научиш движење со камера и најбитно од се да научиш како со клиенти, заради тоа што не цела работа е само сними видео и тоа е тоа. Мора да имаш однос со клиенти. Број 3. Монтажата е супер моќ. Значи главна работа што би ја направил е би научил да монтирам најбрзо што можам. Без разлика дали е на Premiere, DaVinci, CapCut, кај да е. И не зборам само како да залепиш клипови, туку како да направиш добро аудио, заради тоа што без добро аудио видеото би звучело вака, а тоа не е баш добро. И многу важна работа е колор, заради тоа што без колор видеото би изгледало вака. Тоа е уште полошо. Така да научи да монтираш. А ја можам да те научам да монтираш ако стиснеш subscribe на каналот. Број 4. Бесплатно еднакво на портфолио, еднакво на пари. Звучи многу збунувачки, ама сега ќе ти го објаснам. Еве како функционира. Немаш портфолио, немаш клиенти, немаш пари. Многу едноставно. Како да го смениш тоа? Па едноставно и тоа. Ќе си најдеш 2 до 3 луѓе или компании или артисти или што и да е и ќе им се понудиш да работиш бесплатно. Се разбира доколку вреди да работиш за тие луѓе бесплатно, значи мисли стратешки. За возврат ти ќе си добиеш портфолио што многу понатака ќе ти служи за привлекување на клиенти, а тие ќе си добијат видео, така да win-win. Број 5. Социјални мрежи, твојот најдобар пријател. Ова е дефинитивно една од работите што ги научив на потешкиот начин. Значи не е само битно да направиш добро видео, туку битно и да покажеш дека си направил добро видео, а за да покажеш треба да го објавиш по социјални медиуми, другите да го видат и да привлечеш клиенти. Значи социјалните медиуми се магнет за клиенти. И последна работа која би ја направила кој е почнал од нула, би било тоа да не се споредувам со други, туку да сватам дека секој си има свој стил на работа, секој има своја среќа и на секој што работи ќе му дојде моментот да биде виден и да заработува пари. Што значи нека не ве нервираат оние зошто овој има подобро видео од мене, зошто на овој му е колорот подобар од мене, туку се тоа се учи со тек на време, само треба да бидеш доволно упорен. Ова беа 6 работи кои би ги направил ако почнам од почеток. А сега е ваш ред да стиснете subscribe, да го стиснете звончето за нотификации ако сакате да научите повеќе за видео. Исто така не заборавајте да ме заследите на Instagram, каде што постирам контент цело време, односно кога имам време и кога можам. Мојот Instagram е @stef.steady и ако интересира нешто, слободно може да ми пишете таму и да ми сконтактирате за што и да ви треба. Освен за 5000 евра, заради тоа што немам да ви дам 5000 евра се. Фала ви што гледавте ова видео, се гледаме во следното. Поздрав! Далеку ми е камерата за да го направам тоа. Чао!